Добар ден, драги ученици! Ова е видео лекција по предметот физичко и здравствено образование за 5-то оделение. Денешната наставна содржина е вежби за правилна функција на локомоторен апарат. Потребни реквизити: 3 топки, кошаркарска топка и импровизиран кош. Наставни цели се: загревање и подготвување на телото за активности, намалување на нервно-мускулната напнатост, зголемување на подвижноста на зглобовите, подготовка на локомоторниот апарат за потребните движења и правилна функција, формирање навика за работа, свесна дисциплина и ангажирање на мисловни процеси. Ученици, да го подготвиме локомоторниот апарат со загревање на целото тело со активностите кои што следуваат. Да направиме неколку комплексна вежби. Секоја вежба повторете ја 3 пати. Вежба број 1. Телото се наоѓа во исправена положба. Направете отклон на главата кон лево и кон десно, приближувајќи ја главата до рамото, како што е прикажано на илустрацијата. Вежбата повторете ја 3 пати. Вежба број 2. Телото е во исправена положба, рацете ставете ги на половина и се прави кружно движење кон левата страна, а потоа и кон десната страна. Вежба број 3. Телото е исправено, рацете се вкрстуваат наизменично. Вежба број 4. Стоечки став, рацете поставете ги со дланките на колковите. Направете отклон, како што е представено на илустрацијата, кон лево и десно со високо подигната рака над главата. Вежба број 5. Направете расчекор и со рацете наизменично допирајте ги прстите од едната нога, а потоа и од другата нога. Вежба број 6. Во стоечки став, како што е прикажано на илустрацијата, составете ги нозете. Спуштете го телото нанапред, со испружени раце допрете го подот и вратете се во почетната положба. Вежба број 7. Во стоечки и исправен став, исправете ги рацете. Подигнете ја прво едната нога во висина на рацете, потоа повторете со другата нога. Погледнете илустрацијата и направете ја вежбата и повторете ја 3 пати. Вежба број 8. Од стоечки став со дланките на колковите направете исчекор со едната нога према напред, задната нога оставете испружена кон назад. Повторете ја вежбата и со другата нога. Ученици, откако ќе ги направите сите овие 8 вежби, продолжуваме со изведување на игра. Играта е наречена забавен полигон. Треба да обележите стартна линија. Да наредите 3 топки на растојание од околу 50 на сантиметри. Да оставете простор од околу 2 метри. Да земете кошаркарска топка и да поставите импровизиран кош. Што треба да направите? Застанете на стартната линија и на даден знак прескокнете ги наредените топки. На просторот од 2 метри направете колут напред, а потоа земете ја кошаркарската топка и правилно фрлете ја во кошот. Во текот на целата игра внимавајте на правилното држење на телото при изведувањето на дадените активности со цел за правилна функција на локомоторниот апарат. Играта повторете ја 2 пати. Ученици, ова е илустративен опис на играта забавен полигон. Застанете на стартната линија и почнете да ги прескокнувате топките како што е прикажано на илустрацијата. Но ќе повторам, внимавајте на држењето на телото со цел за правилна функција на локомоторниот апарат. Откако ќе ги прескокнете топките, направете колут напред,
Земете ја кошаркарската топка и фрлете ја во импровизираниот кош. Ученици, играта повторете ја 2 пати. Откако ќе ја повторите, ќе изведете вежби за постепено смирување на организмот во физички и психички поглед со изведување на вежби за истегнување на рацете и нозете. Вежбите повторете ги по 3 пати. Вежба број 1. Десната рака, како што е прикажано на илустрацијата, поставете ја позади глава и со помош на левата рака истегнете ја кон грбот. Истото повторете го и со левата рака. Вежба број 2. Во седечка положба исправете го горниот дел од телото. Рацете фатете ги за задниот дел од главата, како што гледате на илустрацијата, и направете отклон прво кон десната страна, а потоа и кон левата. Вежба број 3. Легнете на грб, главата подигнете ја и со помош на рацете свиткајте ги нозете кон главата. И вежба број 4. Легнете на грб и со помош на рацете свиткајте ги нозете кон градите, како што е представено на илустрацијата. Ученици, часот заврши. Здраво! Ви благодарам и довидување!